Првата реченица е веќе дадена. Вели Лена erzählt weiter. А зашто? Извинете. Lena erzählt weiter. Im ersten Stock wohnt Марија. Лена продолжува да раскажува. На првиот спрат живее Марија. Ich liebe ihre Wohnung. Го сакам нејзиниот стан. Ајде следната реченица, Марија. Се слушаме, Марија? Ајде, Миријана, не знам зашто не се вклучува, тука е. Само секунда. Ајде. Марија Hat viele Bilde und сега тоа не знам са der Möbel. Тоа е машки род, биде Ија. Кој е глаголот во реченицата? Нешто ми се... Само секунда. Филе. Кој е глаголот? Хабен, нели? Хабен е. Кој падеж го бара хабен? Акузатив. Акузатив. Што значи дека нема да биде Ија Möbel, туку ќе биде? Ќе биде дајне. Не, Ија ќе биде. Ија ќе биде, ама нема да биде Ија, туку ќе биде Ирен. Затоа што е во акузатив. Sind sehr modern. Следната, Весна. Sie wohnt zusammen mit Florian. Das ist sein Freund. Зборуваме за Марија. Seine Freund. Женско е Марија. Нејзиното момче треба да биде. Ihre. Das ist. Das ist seine. Кој падеш е das ist? Nominativ. Номинатив. Од кој род е Freund? Freund. Тој не е пријател. Пријател. Машки род. Sein. Ама женски род е Марија. Нејзиното момче. Не неговото, нејзиното. Ihre. Само Ија. Das ist ihr Freund. Нејзиното момче. Бидејќи реченицата е во номинатив, заради ist, а Freund е именкот машки род. Florian spricht auch Italienisch. Следната реченица. Слагена. Сега за Флориан се збори. После Florian spricht auch Italienisch. Florian spricht auch Italienisch. Неговите родители доаѓаат од Швајцарија, од Лугано. Неговите. Негови зајне. Така е. Зајне. До крај сега прочитате реченицата. Комплект од Флориан. Не, од Зајне Елтон. Seine Eltern kommen aus des Schweiz, aus Lugano. Така.
Следната, дали сега се слушаме, Марија? А стои дека е вклучен. Хајде, Миријана. Neben, Да, само секунда. Maria wohnt her Vorle. да. Ich finde Хеа Врле сега е што? Со која лична заменка ќе го замениме? so ich, чек момент само. Оти ми прекинува. Сакате да направам слика и да ви ја испратам? Ich finde seine. Од кој род е Вонцима? Машки род. Не. Das Zimmer Das Zimmer, среден род. Значи? така. Sein. Така, цела реченица сега. Сега секунда само. Neben Maria wohnt Herr Furle, ich finde sein. Вонцима, Wohnzimmer, gemütlich. gemütlich, толку. Весна. Herr Vorle geht oft spazieren und besucht Кој падаш? Падаш акузатив, зона е од кој род? od maške. Од машки род, а Хеа Врле е од кој род? Od maške. И исто од машки. Што ќе дополниме? Seinen Така е. Und besucht seinen Sohn Wolfgang. И последната слагена? im zweiten Stock wohnen meine Freundin Carla und Во кој падеше реченицата? wohnen глаголот. Значи падеш? Акузатив. Акузатив. А мута е во кој род? Женски. Женски. Што ќе дополниме на празното место? Дайне. Не вика, на вториот спрат живеат мојата другарка Карла и нејзината мајка. Ира. Und ihre Mutter. Значи иминатиот пат вчера. И вчера кажав дека родот го односно падежот го определуваме да со глаголот го определуваме падежот во реченицата, а со именката го гледаме присвоениот член. Гордева, може ли да ни го напишеш после кога ќе почнеме да работиме како дефиниција? Ајде сега ќе го напишам одмор. У новата лекција нека го има оти после кои ќе си ги спринтаме листовиве, нели да ни стоат што е поважно да изучиме Така е. Ајде. Според глаголот ништо. Добро што не сте на работа денес. Ја мисле се откажавте готово, само ќе ме слушате. Падежот. Ќе бидам тука. Според глаголот се определува падежот во реченицата, а според родот на именката се определува присвоениот член. Ај одма, еве сега ќе запишам и еден пример кој што е од овој текст. Да речеме
Ова, sie wohnt zusammen mit Florian. Sie wohnt zusammen mit Florian. Sie wohnt zusammen mit Florian. Das ist ihr Freund. Реченицата das ist ihr Freund е во, значи само оваа ја гледаме, е во номинатив. Плюс номинатив заради глаголот ist. А тука е ihr, затоа што Freund е именка од машки род, der Freund. И, например, еви ова е убаво тука со seine Eltern. Само што треба да се напише и првата реченица, за да се знае на што се однесува. Вака ќе биде. Florian spricht auch Italienisch. Seine Eltern kommen aus der Schweiz. Са двете реченици ни се потребни, затоа што во оваа реченица немаме номинатив е падежот, бидејќи се на почеток од реченицата, а како определуваме дека ќе биде seine преку Флориан, кој што можеме да го замениме со лична заменка er. As е seine Eltern, затоа што Eltern е именка од плурал. Да. Е, сега можеме да одиме во учебникот, да се вратиме всушност на 10-та вежба на страна 16, каде што пишува Schreib Training, meine neue Wohnung. Sie sind gerade umgezogen und schreiben eine E-Mail an eine Freundin, einen Freund. Дадено ние на почеток на упатството, односно првата реченица, што треба да знаеме за да го напишеме мейлот. Првата реченица вели Sie sind umgezogen. Umgezogen доаѓа од глаголот umziehen. Umziehen, што значи се преселува. Глаголот umziehen е делив глагол и се дели помеѓу и ziehen. Ке ставам само првото лице, бидејќи нема промена, их ziehe само за да покажам дека е делив глаголот. Неговата форма во перфект е umgezogen. И гради перфект со помошниот глагол, како што гледаме и во реченицата sein. Затоа што изразува движење, се преместува од едно на друго место. Und schreiben eine E-Mail an eine Freundin oder einen Freund. Вие вели сега се преселивте и пишувате мејл на другар, другарка, пријател, пријателка. Постапно, како можеме да напишеме мејл е на следниот начин. Прво под А. Wie ist Ihre neue Wohnung? Ergänzen Sie. И сега ние имаме тука
податоци, каде што еве јас вака тоа ќе го направам. Meine neue Wohnung, мојот нов стан. И ќе дополнувам информации за сите точки кои што ми се дадени. Например, прво имам Größe. Größe значи големина. Ќе ставиме 50 метри квадратни. 50 Quadratmeter. Потоа имаме цима. Се мисли на соби во множина. Ќе ставиме цвај. Потоа имаме еве негатив, дадено ни е како пример. Негатив е тоа што во бањата das Bad kein Fenster, нема прозор. Das Bad kein Fenster. Ама, например, можеме да ставиме и позитив и да ставиме das Balkon, дека има балкон. Еве и тука имаме да, или еве можеме да дополниме и die Küche. Die Küche sehr groß. Имаме Kosten, трошоци. И ќе ставиме некоја сума од, не знам, 750 евро. Plus 120 евро Nebenkosten. Односно на К. И сега следната вежба вели од нас вака бара. In welcher Reihenfolge wollen Sie die Punkte aus A erwähnen? Sortieren Sie. Reihenfolge. Die Reihenfolge е редослед. По кој редослед сакате да ги истакнете, односно да ги споменете точките? И сега ние можеме да си направиме една, па јас може и убаво ги наредив. Значи првата точка да ми биде Größe, втората да ми биде Zimmer, третата да ми биде was ist негатив, па сепак да извадам и нешто што е позитивно и на крајот да кажам колку се трошоците за станот. Откако го имам и редоследот, вели вака: Wählen Sie eine Anrede, passende Sätze und ein Grußformel und schreiben Sie die E-Mail. Изберете обраќање на почетокот, соодветни реченици и форма за поздрав на крајот и напишете мејл. И еве ги овие тука што можат да се користат. Сме кажали и предходно дека Liebe се користи за женски личности, Liebe се користи за машки личности и ставено и хало, затоа што ќе ве потсетам пак, пишуваме мејл на пријател, односно пријателка, на другар, односно другарка. Мејлот треба да биде неофицијален. Значи тука ќе ставам јас сега неофицијален мејл. Ќе започнам со Liebe Anna. Или можам да започнам и со Hallo Anna. Првата реченица ќе ја преземеме, бидејќи и горе ни е дадена.
Ich bin umgezogen. Се преселив. Meine Wohnung. И сега ја кажувам големината. Meine Wohnung ist 50 Quadratmeter. Meine Wohnung ist 50 Quadratmeter groß. Und kostet 750 Euro plus 120 Euro Nebenkosten. И сега овде почнато е со... Па не е почнато со... Ние ќе го ставиме прво негатив. Leider, за жал, das Bad hat kein Fenster, aber es ist gut, dass die Küche groß ist und die Wohnung hat ein Balkon. Die neue Wohnung или die Wohnung hat 2 Zimmer. И на крајот ќе имам поздрав, кој што може да биде исто како што е дадено и тука и сме кажали и предходно. Herzliche Grüße или liebe Grüße. Или viele Grüße. И на крај името, односно, еве јас ќе го ставам моето име. Значи, вака кога имаме даден реченица која што ни кажува што треба да направиме, е многу полесно за да напишеме мејл. Особено ако истиот е неофицијален, бидејќи тука можеме да користиме и поголем фонд на зборови, значи не треба да се изразуваме официјално. Значи секогаш, ако имаме можност, треба да направиме распределба како што направивме горе, на редоследот на нештото и потоа да го напишеме, односно да составиме реченици. Дали вака ви изгледа тешко или лесно? Полесно сакав да кажам. Лесно е, да. Кажи, Гордана, е многу лесно, кој ќе треба да кажеме ние, малку потешко. Ке ви дадам и на вас задача, таман до следното видување. Тука ли е Марија? Да, тук съм преска нещо, микрофона не ќе да ми се вклучи. Марија, го слушаш ова за мејлот? Да. И? Како ти се чини? Пошто ти си најисплашена за Шрајбен. Затоа и ти се обраќам. Нямам някакъв проблем с пишението на мейл, затова ще път може да си помогнеш от нещо. Ама, така, куки нема да имаш до тебе телефона или тетрадка, трябва да пишеш, малко е по-друго. И се снајдеш Марија, со карата ќе те разбера. Не се... Ја ништо не знам, па наоѓам. Позитив... Гледа да слагена, од си сналдлив човек. Позитивниот пример. Да. Весна, вие? Добро е. Добро.
Само да видам дали во работната имаше некоја вежба со шребен, колку што видов не. Ама сега ќе проверам. Не, тука има лезен. Was antwortet Stefans Freunde? Informationen ergänzen sie dann die Tabelle. Добре. Welche Wohnung passt am besten? Пак не е тоа. Hören Sie? Јас имам напишено еден мејл што требаше за попретниот час да го напишеме. Добро. И не знам дали ми точен. Пробах некако од тие зборови што ги знам да направам некако неучтив мејл и не знам баш колку ми е точен. Ајде, испрати ми го веднаш на порака. Јас ќе го разгледам кога ќе завршиме. И ќе ти пишам. Вади. Страната во учебникот е 17, а тоа е 15-тата лекција. Јас немам учебникот и не можев да го извадам, нели? Да. Минатата недела. И па еве ги, ајде одма, еве ги овие. Каде е Миријана? Јас од милион обврски не знам више кај терам. Знам, верувам. Еве ги. Не знам више што од обврски, што од роден ден и што од... Да. Јас ви ги испратив. Проверете си дали можете да влезете, ако не ќе најдам и некој други. Како се вика 15-тата лекција? Ајде, Миријана. Giesing wohnt das Leben. In Giesing wohnt das Leben. Lektion. Немам ваква. Lektion 15. In Giesing wohnt das Leben. На македонски лекција 15. Во Гизинг име на град, живее животот. Имаме 6 фотографии и имаме der Blick aus meinem Fenster. Односно, поглед од мојот прозорец. Der Blick поглед или клетка. Was sehen Sie auf den Bildern? Hilfe finden Sie im Bildlexikon. Што гледате на фотографиите, на сликите? Помош ќе најдете во лексиконот со слики. И еве го лексиконот со слики. Имаме еден куп места и истите сега ќе ги прочитаме, ќе ги напишеме и во еднина и во множина, со тоа што полесно ќе ми биде да направам табела под цртичка, каде што ќе напишам Orte in der Stadt. Orte in der Stadt. Или на македонски места во градот. Ова се ќе префрлам на нова страна. И сега ќе додадам табела. Каде што ќе ги напишам определените членови. Der, die, das и die во плурал.
ги зголемам. Се гледаат. Ево. Слагам. Der Turm. Der Turm. Што ќе биде турм? Кула. Кула. Кула нешто толку. Кула. Да, кула. Der Turm. Кула. Die Türme во множина кули. Значи умлаот се додава и е. Следна. Мирјана. Само да видам, ја гледам. Ди Кирхе. Die Kirche. Што е кирхе? Црква. Црква. Што мислите како ќе биде во множина? Кюрхе. Не ќе се додаде на. Die Kirchen. Марија, следната. Das Schloss. Тоа ќе биде замок. Das Schloss. Das Schloss замок. Во множина. Die Schlösser. Schlösser. Die Schlösser. Следната, Весно. Das Rathaus. Das Rathaus. Што ќе биде Rathaus? Das Rathaus. Rathaus е собрание. Палата. Во множина die Rathäuser. Следната. Пак Мирјана. Der Markt. Der Markt. Продавник. Пазар. Der Markt. И минатиот пат го напишав. Der Markt. Пазар. Во множина die Märkte. Следната слагена. Die Altstadt. Die Altstadt. Штат е град, стар град. Ние тоа го викаме како? Стар дел од градот или чаршија. Ние не го викаме уствари, ама ни го оставиле турците. Чаршија. Во множина die Altstädte. Die Altstädte. Следната. Марија? Das Geschäft, der Das Laden. Geschäft. Двете се со значење продавница. Das Geschäft. Das Geschäft. Das Geschäft го употребуваме за некоја помаленка продавница или Исто. нема Нема разлика. дали ќе кажеш маркет или гешефт? Нема. Нема разлика дали ќе кажеме ладен или гешефт. А значи маркет не може да кажеш. Супермаркт е маркет. Супермаркт. А само маркт е пазар. Der Laden. Пак значи продавница. И двете имаат множини. Das Geschäft во множина. Die Geschäfte.
И der Laden во множина die Läden. Сега ќе се префрлиме на другата страна. Следната Весна. Der Kindergarten. Да. Der Kindergarten. Градинка. Се извинувам. Kindergarten фал. Додека не е настина, ќе биде на здравие, после ќе биде нешто друго. Побрзо да помине. Kindergarten. Ево множина. Следната Миријана. Уф, а да ја даде, нема проблем. Der Spielplatz. Што е Шпилплац? Како не градинка, туку, как да го кажем, игралиште. Игралиште, да. Шпилплац. Игралиште. Следното, односно множината, die Spielplätze. Сите имаат умлаут во множина. Освен Кирхен. Сите други се со умлаут. Умлаут, да. Следното слагано. Die Schule. Школа. Ете така, die Schule. И ова нема умлаут во множина. Како ќе биде во множина? Schulen. Die Schulen. Die Schulen. Следната Марија. Die Jugendherberge. Die Jugendherberge. Овој веќе е, да кажам, и застарен збор. Не толку употребуван. Jugendherberge. Преноќувалиште за млади. Во множина die Jugendherbergen, да. Jugendherbergen. И последното, Весна. Die Bibliothek. Bibliothek. Die Bibliothek. Библиотека во множина со ена. Die Bibliotheken. Библиотекен. И откако ги имаме местата во градот, ќе се вратиме на првата вежба. Каде што? Вели. Was sehen Sie auf den Bildern? Што гледате на фотографиите? Ајде секој по една фотографија. Миријана. Was sehen Sie auf Bild A? Nachtli. Na A, na B. На Das ist. Как беше треба да кажем прозор или? Не, што гледате? Треба да кажете. Мислам дека претходно сме го спомнале, ако не сме го спомнале, тука имаме во текстот. Хафен е пристаниште. Der Hafen.
пристаниште. Die Häfen е во множина. Значи, како ќе кажете на сликата А, Ich sehe ich sehe Hafen. einen Hafen. Slagjana, was sehen Sie auf Bild B? Ich sehen, црква ли е? Црква, да. Eine Kirche. Eine Kirche. Gut. Maria, was siehst du auf Bild C? Ich sehe ein Flug. Како се викаш авионот? Flugzeug. Einen Flugzeug, да. Vesna, was sehen Sie auf Bild D? Ова е куќа. Па не е куќа. Црква. Не. Не, на незе пишува Rathaus. Собрание. Ich sehe. Да. Rathaus. Ja. Mirjana, was sehen Sie auf Bild E? И се фил, ама не знам на згради как беше. Куки згради, не. Не знам што се тие са згради или се куки или се... Не, нешто од овие што ги кажавме, еве например ова, што е? Ich sehe не. На кулата мислам. Еве ја кулата. Прва. Ich sehe einen Turm. Eine Turm. И слагена, was sehen Sie auf Bild F? Sehen eine Schlossli, како беше во замок. Да, ich sehe ein Schloss. Од среден род. Ich sehe ein Schloss, да. Под Б. Was passt? Hören Sie und ordnen Sie zu. Текстот што ќе го слушнете со фотографијата горе. Само морам да престанам да споделувам, за да го пуштам само тоа за слушање. Еве го тоа. И сега да го најдам 14-та, не туку 15-та лекција. Треба едно по едно да ги пуштам. Ich wohne auf dem Land, in Hallberg-Moos. Den Ort kennen Sie sicher nicht. Es ist ein Dorf in der Nähe von München. Direkt neben dem Flughafen. Сега не можам, треба едното да го уклучам. Нема врска ќе го уклучам. Welches Bild passt mit diesem Text? Сега ќе го уклучам. Mit, da, Text 1 passt mit Bild C. Gut? 2. Ich lebe in Kassel. Von meiner Wohnung aus kann ich das Schloss Wilhelmshöhe und den Schlosspark sehen. Aber leider nur aus dem Badezimmer. Последната слика. Шлюслик, не как беше. Schloss, da. Text 2 passt mit Bild
F. Сега drei. Ich wohne in Halle. Mein Apartment ist genau in der Stadtmitte. Von meinem Fenster aus sehe ich den Marktplatz, den Roten Turm und die Marktkirche. Welches Bild passt mit Text 3? Mit Text 3 passt B. Не гледам сликите, не ги гледам. Сега јас едно да ќе исклучам друго. Сега ќе го исклучам. Еве ги сликите. Да, Ротен Турм, еве ги Турм, Кирхе, значи mit Text 3 passt Bild B. Ајде сега 4. Ich wohne in Kiel an der Ostsee. Der Blick aus meinem Fenster ist super, finden Sie nicht? Von hier aus kann ich den Hafen und die Schiffe sehen. Welches Bild passt mit, mit Text 4? Bild A passt mit Text 4. Ja, Bild A passt mit Text 4, 5. Ich wohne in Hatzbühl. Das ist ein Ort in der Pfalz. Zum Rhein sind es von hier nur ein paar Kilometer. Aber den Fluss kann ich leider nicht sehen. Nur unser Rathaus. Welches Bild passt mit Text 5? Ich denke Bild E. Rathaus. На која слика е Rathaus? D. D. Еве го. Еве го D. Значи текст 5 passt mit Bild D. И последното 6. Ich wohne zurzeit in Zürich. Der Fluss da unten, das ist die Limmert. Hinten links sehen Sie die ETH, die Eidgenössische Technische Hochschule. Und in der Mitte, hinter der Kirche, das ist die Universität. Dort studiere ich. Welches Bild passt? Mit Text 6. Спомнува Кирхе, Кирхе, И Universität. 2. Bild 2. Не, това веќе го кажавме, остана само Е. Mit Text 6 passt Bild E. И сега следното прашање е за вашиот поглед, кое што вели: Was sehen Sie aus Ihrem Fenster? Mögen Sie den Blick? Што гледате од вашиот прозорец? Ви се допаѓа ли или го сакате ли погледот? Овде како примери се дадени: кафе, парк, хафен, штрасе, меја. Еве го штрасе, например. Не сме го запишале во табелата. Ди штрасе е улица.
во множина die Straßen. И имаме das Meer. Никој не гледа од нас. Море. Ајде ќе почнеме од Марија. Марија, was siehst du aus deinem Fenster? Magst du deinen Blick? Aus meinem Fenster, ich sehe Straße und ein Kindergarten. Danke. Mirjana, was sehen Sie aus aus Ihrem Fenster? Ich sehe Straße und Bild. Bild беше сграда, така ли? Не. Gebäude, zgrada. Gebäude, dobro. Park. Einen Park. Eine Geschäft. Ein Geschäft. Geschäft. Und ein Kindergarten. Ein Kindergarten. Mögen Sie den Blick? Го сакате ли погледот? Ja, ich schon. Ja, Ich mag den Blick. ich mag den Blick. Den Blick, да. Марија, magst du den Blick? Ich mag nicht meinen Blick. Gut. Meinen. Vesna, was sehen Sie aus Ihrem Fenster? Ich sehe eine Straße und ein Park und halb Stadt. Stadtmitte, Zentrum. Центарот на градот? Pola grad, ja. Aha, тоа е друго. Die halbe Stadt. Und mögen Sie den Blick? Ich mag den Blick so gern. Oh, danke. И Слагена, was sehen Sie aus Ihrem Fenster? Тука сите сакаме да слушнеме. Некое чудо? Ne, ich Ne, sehe ne. eine Straße, 2 und 3 Gebäude und viel Garten. Viele Gärten. Und mögen Sie den Blick? Gut. Може и мора да се гледа. Gut. Jetzt. Übung Nummer 3. Überfliegen Sie Marlenes Blog. Wofür schreibt Marlene? Kreuzen Sie an. Минатиот пат пишавме дека überfliegen значи прелетува. Прелетајте го блогот на Марлене. Зашто пишува Марлене? Обележете. И имаме 3 понудени опции. Über ihre Stadt, еве го ihre Stadt. За нејзиниот град. Зошто? Значи реченицата треба да биде вака и вака ќе го смалам. Marlene schreibt über ihre Stadt. Според глаголот кој што е schreibt, ќе го определам падежот. Тоа е акузатив. А според родот на именката, која што е штат и е во женски род, ќе ја определам формата на присвоениот член. Затоа ќе биде ihre. Следното е über ihr Stadtviertel, das Viertel, das Stadtviertel. Значи мало. И сега да ве подсетам, да се вратам малку кај сложените именки и кај нивниот род. Ова das Stadtviertel е составено од именките
Die Stadt плюс das Viertel. Кажавме дека сите сложени именки се составени од две или повеќе именки со сопствено значење. А сложената именка го зема родот од последната именка со сопствено значење. Во нашиот случај, тоа е das Viertel. Затоа и целата именка го има родот das Stadtviertel. Реченицата ќе биде Marlene schreibt über ihr Stadtviertel. Повторно, оваа реченица е во акузатив, затоа што го имаме глаголот schreiben, а родот, односно присвоениот член ија, го определуваме според именката Stadtviertel, која што е именка во среден род. Затоа тука е ија. Значи нема врска од и штати у женски род, Не. ако втората именка у зборо е среден род, тога е целиот збор станува среден род. Така. И вториот збор се пишува со мала буква, затоа што е сложена именка. И последното е über ihre Straße, значи реченицата би била Marlene, исто како првата. Schreibt über ihre Straße. Фала, мама. Чао. Über ihre Straße. И оваа реченица е во акузатив, заради тоа што го има глаголот schreiben, а тука имаме ihre, присвоена заменка, затоа што Straße е именка од женски род. Die Straße. Затоа што блогот ќе ни биде потребен и за останатите вежби. Нема да го прелетаме, туку ќе го прочитаме. Не е голем, со тоа што секоја од вас ќе прочита, ќе одиме една по една и ќе читате по една реченица. Насловот е ист како и насловот на 15-тата лекција. In Giesing wohnt das Leben. Марија, првата реченица. Seit einem halben Jahr lebe ich in München in meinem Lieblingsviertel Giesing. Гизинг. Така е. Следната, Весна. Giesing ist ganz normal. Мирјана. Giesing ist nicht toll. Тол. Слагена. Gesicht ist nicht in. Гизинг ist nicht in. Марија. Und genau das gefällt mir so gut. Und genau das gefällt mir so gut. Весна. Hier leben Alte und Junge. zusammen. Junge zusammen. Junge zusammen, Arbeiter und Studenten, Deutsche und Ausländer. Ausländer. Мирјана. Der Stadtteil gehört uns allen und hier finden wir auch alles. Продолжете. Es gibt Läden, Städten. Werkstätten, Viele Kneipen Kneipen. und Restaurants. Точка. Слагена. Ich wohne mit meiner Familie in der Tegernseer Landstraße. Марија. Von hier aus kommen wir überall Да. sehr gut
Kindergarten ist gleich um die Ecke. Zur Schule ist es auch nicht weit. Mein Fr- Frisur ist im Nachbarhaus Nachbarhaus, und zur Post sind es keine 50 Meter. да. И Весна? Ich sag's ja, Gisting ist ganz normal und das finde ich super so. Да. Giesing ist ganz normal und das finde ich super. So. Worüber schreibt Marlene? Зашто пишува Марлене? Се враќаме кај третата вежба, па да. Vor die Stadt. Vor die Lieblingsstadt. Ама не беше штат? Туку Lieblingsstadtviertel. Seit einem halben Jahr lebe ich in München, in meinem Lieblingsviertel Giesing. Значи точно ќе биде über ihr Stadtviertel. Zu welchen Themen finden Sie Links? Notieren Sie. Nicht alle Wörter passen. Links се мисли на овие линкови од страната, са ние нема да ги анализираме, ќе ги читаме потоа и коментарите, пред да ги читаме, да, коментарите се после. Само ќе издвоиме некои кои што се зборови кои што ги немавме во Bild лексикон. Тоа е првиот збор, односно das Reisebüro. Ќе го допишам тука. Das Reisebüro на македонски ќе биде туристичка агенција, бидејќи е странски збор, интернационален бюро, во множина ќе ја добие формата die Reisebüros. Потоа имаме кино, филм, библиотек, шуле, Jugendherberge, музеум, сме го кажале, фризер, сме го кажале, Wetter, време, Glückstadt, Fotos, Restaurants, Rezepte und Theater. Значи, освен Reisebüro, другите сите сме ги споменале до сега. Четвртата вежба. Mein Lieblingsviertel. Lesen Sie den Blog und die Kommentare noch einmal. Was ist richtig? Kreuzen Sie an. Прво ќе ги прочитаме речениците од 1 до 4, па ќе одиме кај коментарите да ги прочитаме, па потоа ќе одговориме што е richtig, а што е falsch. Првата реченица, Марија. Giesing. Giesing. Giesing ist eine Stadtviertel in München. Така. Втората, Мирјана. Marlene wohnt sehr gern in Gising. Така е. Следната, Весна. In Gisting wohnen keine Ausländer. Да. И Фија, Слагјана. In Giesing gibt es Leider. leider nur sehr Wenige Geschäfte. In Giesing да се принта книгава, ништо не гледам на телефонот. а на 175 е зголемено, евеко. Вака се гледа? Не, ја на мојот телефон не гледам, џабе. Мали ми се буквите. In Giesing gibt es leider nur sehr wenige Geschäfte. Сега ќе одиме долу кај коментарите. Почни, Марија. Ќе ти кажам до каде. Кај коментари.
Кај коментара, да. Hallo Marlene. Gratuliere. Dein Blog gefällt mir. Gefällt. Gefällt mir. Und dein Text über Gesing hilft mir sehr. Ich möchte Nämlich, nämlich bald in München studieren. Ich habe noch keine Wohnung dort. Aber vielleicht kenne ich jetzt ja schon mal den richtigen Stadtteil. Teil. Продолжете, Мирјана. Само секунда, дека мен нешто тука. Само секунда, штајте. Eine Frage noch. Така ли? На тук сме. Да. Eine Frage noch. Gibt es eigentlich auch eine Kino in Giesing? Ich danke dir. Да. Ајде сега Весна. Клаудија aus Essen. Claudia aus Essen. Сега продолжете со следното. Доле Ja, што е? ja, Giesing. Ist. Ja, Giesing ist schon okay, aber so toll ist es nun auch wieder nicht. Продолжете Слагена. Andere Stadtteile sind auch schon mir gefallen. Die Maxvorstadt und das Leger Лехер. sehr gut. Sehr gut. Да. Ајде сега да се вратиме кај речениците. Giesing ist ein Stadtviertel in München. Ist das richtig oder falsch? Falsch. Nee, falsch. Lebe ich in München in meinem Lieblingsviertel Giesing. Giesing ist ein Stadtviertel in München. Das ist richtig. Marlene wohnt sehr gern in Giesing. Ist das richtig oder falsch? Das ist richtig. In Giesing wohnen keine Ausländer. Das ist falsch. Wer wohnt in Giesing? Ausländer und Deutsche. Така, Ausländer und Deutsche. In Giesing gibt es leider nur wenige Geschäfte. Ist das richtig oder falsch? Richtig. Ne. Überall sehr gut zu Fuß. Der Kindergarten ist gleich um die Ecke. Auch und zur Post keine 50 Meter. Andere Stadtteile. Studieren. Дека пишува горе дека има се. Еве го. Es gibt Läden. Не пишува колку. А тука пишува wenige, значи ќе биде фалш. И сега да се вратиме кај некои зборови од текстот. Ausländer сме го кажале до сега дека значат странци. Der Stadtteil, Teil. Не. Teil е дел. Teil во еднина, die Teile во множина, дел или делови. Сега горе пак имаме едно Werkstätten, што доаѓа од еве го ова, Werkstätten, што доаѓа од Werkstatt, die Werkstatt, што значи работилница. И тоа ќе го ставам горе во табелата. Die Werkstatt работилница во множина die Werkstatt.
Целиот израз es gibt, сум го споменала и претходно, значи има. Viele Kneipen, Kneipen сме кажале дека се кафани, мејани и ресторани. Ich wohne mit meiner Familie in der Tegerner See Landstraße. Von hier aus kommen wir überall sehr gut zu Fuß hin. Überall значи насекаде. Überall насекаде. Потоа имаме hin kommen, што значи пристигнува, како глагол. Hinkommen, делив глагол, пристигнува. Ich komme hin. Ich komme hin. Потоа сакам да го запишам ова zu Fuß, кој што значи пешки, пеш, како израз. Zu Fuß, пешки, пеш. Друг израз е и изразот die Ecke. Значи еке кажавме минатиот пат дека значи агол, ќош. Ова die Ecke е веднаш на аголот, веднаш на ќошот. Меѓутоа се користи со die Ecke на аголот или на ќошот. Auch nicht weit, сме кажале дека е далеку. Mein Friseur ist im Nachbarhaus. Фризерот е во соседната куќа. Und zur Post sind es keine 50 Meter. Во коментарите, Hallo Marlene, гратулира. Глаголот, се овие глаголи кои што се споменуваат, ќе ни требаат баш за следната вежба, па таму и ќе продолжиме. Ќе оставиме под Б. Was meinen Sie, kreuzen Sie an oder schreiben Sie selbst etwas. Vergleichen Sie dann mit Ihrer Partnerin, Ihrem Partner. Marlene kauft gern ein. Ist das richtig oder falsch? Was denken? Richtig. Добро. Следното 2, Весна. Liebt die Ruhe auf dem Land. Минатиот пат кажавме дека auf dem Land значи на село, а Ruhe значи мир или тишина. Die Ruhe или спокој. Мир. Vesna, ist das richtig oder falsch? Das ist falsch. Slagjana. Ist gern allein. Ist das richtig oder falsch? Што е allein? Така е. Сушност тука ги имаме од десната страна спротивните, меѓутоа ќе ги прочитаме потоа. Фија, Мирјана. Не добивме впечаток дека има деца. Дека нема деца. Добро. Затоа викам дали добивме таков впечаток. Во ред. Следното, Весна.
Што значи wichtig? Wichtig значи важен. Wichtig, важен. Findet Einkaufen nicht so wichtig. Мисли дека пазарувањето не е толку важно. Следното, Марија? Lebt gern in der Stadt. Lebt gern in der Stadt. Слагена? Gern unter Menschen. И ова сме го кажале. Дека во еднина имаме именка der Mensch, што значи човек, а од неј се произлегуваат две именки во множина. Едната, која што излегува од самата именка der Mensch, die Menschen, со значење луѓе, и уште една именка со истото значење, тоа е именката die Leute. Die Leute, луѓе. И последното, Мирјана, Нема деца, точно е, нема деца. на германски. А, Hat, also richtig. не, hat keine Kinder. Марлена hat keine Kinder. Сега нас ни е поважна петата вежба, бидејќи тука имаме нова граматичка содржина. Вежбата се вика Das gefällt mir. Однос на таа значи тоа ми се допаѓа. Was bedeuten die markierten Wörter aus dem Block? Ordnen Sie zu. Што значат обележаните зборови од блогот? Поврзете. Ајде прво да ги прочитаме речениците. Мирјана, почнете. Der Stadtteil gehört uns allen. Der Stadtteil gehört uns allen. 2. Слагена. Das gefällt mir. Das gefällt mir. 3. Марија. Ich danke dir. Ich danke dir. И 4. Весна. Das hilft mir. Das hilft mir. Мирјана. Das ist wichtig für mich. Со кој ќе го поврзаме das ist wichtig für mich? Das gefällt mir. Или das hilft mir. Не. Не, das hilft mir. Das gefällt mir. Gefällt mir. Односно не во право. Das gefällt mir. Das ist wichtig für mich. Добро. Б. Весна. Ако е поврзано. Alle sind hier zu Hause und können sagen, das ist mein Viertel. Така. Тоа е поврзано со еден. Der Stadtteil gehört uns allen. С. Слагена. Das finde ich gut. Тоа ќе го поврзаме со Das hilft mir. Das gefällt mir. Сега ќе го кажеме значењето на глаголите. Марија, последното. Vielen Dank für deine Vielen Dank für deine Hilfe. Hilfe. Ich danke dir. Ich danke dir. Така. Ако претходно сме се запознале со лични заменки во акузатив и со глаголи кои што ги користиме во акузатив, денес ќе се запознаеме со глаголи кои што ги користиме исклучиво во датив и со тоа со нивните лични заменки, односно со личните заменки
во датив. Тука под цртичка ќе напишам вербен и нема да ги споменам само овие 4, туку уште неколку глаголи, чисто за да ви биде листата поголема. Вербен mit датив. Глаголи со датив. Такви се глаголите. Gehören, веќе тие што ги кажавме. Gehören значи припаѓа. Потоа helfen, помага. Потоа го имавме и глаголот danken. Danken, што значи се заблагодарува. Gehören, нели треба да слуша? Не е во перфект. Овој глагол не е во перфект. Таква е неговата форма во инфинитив. Послужен не сум можели да го направат во език. Така си мислиш, не е толку се страшно. И имавме уште еден. Gehören, gefallen. Gefallen, допаѓа. Тие се од учебникот. А сега ќе ја дополнам и оваа листа со уште неколку глаголи. Тоа се глаголите antworten, кој што значи одговара. Потоа глаголот кој го имам сега тука, glauben, верува. Потоа глаголот gratulieren, честита. Честита. Потоа глаголот passen, одговара. Глаголот schmecken, што значи вкусува, пробува. И глаголот vertrauen, што значи доверува. Значи, овие глаголи се употребуваат во датив. Прво сакам да ги истакнам, еве, бидејќи да не ве буни, ќе го менуваме прво глаголот gehören по лица. Бидејќи точно на прва изгледа дека е глагол во перфект, меѓутоа не, овој глагол ја има оваа форма во инфинитив. Јас припаѓам, ich gehöre, du gehörst, sie, es gehört. Во множина, wir gehören, ihr gehört, и sie gehören. Следен глагол со промена е глаголот helfen, кој што значи помага. Кај овој глагол има промена, а тоа значи дека во второ и трето лице еднина ето преминува во и. Ich helfe, du hilfst, sie, es hilft. Значи, ето, од прво лице преминува во и, во второ и трето
лице. Горе кај глаголот ќе запишам дека целата промена ја обележуваме како промена на во и. Во множина немаме промени. Wir helfen, ihr helft и sie helfen. Глагол со промена и глаголот gefallen. Кој што значи допаѓа. И кај овој глагол имаме промена и тоа повторно, во второ и трето лице еднина. Ich gefalle, du gefällst, sie, es gefällt. Во множина, wir gefallen, ihr gefällt, и sie gefallen. И кај овој глагол имаме промена која што ќе обележиме како промена на а во а со умлаут. Еко, ова а преминува во а со умлаут во второ и трето лице еднина. Со тоа што и во самиот овој глагол на македонски значи допаѓа, не можеме да го преведеме јас допаѓам, туку точно мораме да ги употребиме личните заменки во акузатив. Ние ќе ги напишеме сега, со тоа што ќе ги напишеме заедно со сите останати лични заменки кои што ги имаме работено. Персонал, прономен или на македонски лични заменки. Значи, номинатив, акузатив, датив. Ich, du, sie, es, wir. Па ќе морам да додадам ihr и sie. Значи, во првата колона ќе стојат во номинатив. Во втората ќе стојат во акузатив. И во третата ќе стојат во датив, односно новите форми, кои што исто така ќе ги обележам со црвена боја за да се разликуваат од другите. Во номинатив ги знаеме личните заменки: ich, du, sie, es, wir, ihr и sie. Може да стои и формата за почит со големо зи. Знаеме, ви го покажав тоа како табела, дека акузатив и датив во македонскиот јазик ги споредуваме со индиректниот и директниот предмет, па ако акузатив беше индиректниот, кај датив имаме директен предмет. Прво, ќе ги повториме формите во акузатив. Личната заменка ich во акузатив ја добиваше формата mich. Du ја добиваше формата dich. Ја добиваше формата in. Sie остануваше sie. Es остануваше es. Wir ја добиваше формата uns. Ihr ја добиваше формата euch. Sie ја остануваше исто и формата за почит остануваше иста. Сега во датив имаме различни од овие во акузатив лични заменки. За ich во датив mir. Ке го напишеме и преводот. За du dir. За ако горе беше in, тука ќе биде im. Зашто der во датив е dem.
За зи, личната заменка во датив ќе биде ија, затоа што и ди преминува во деја. Иста како машкиот род ќе биде и формата за средниот род, односно за ес. Кај вие ќе остане истата форма како во акузатив, исто и кај ија. Различна е формата во трето лице множина, каде што таа станува инен. Иако ова беше индиректен, сега имаме директен предмет. На македонски, мија ќе го преведеме како мене, ми. Дија ќе го преведеме како тебе, ти. Им како нему, му. Нему, му. Нејзе и. Треба тоа и да е со надреден знак. Па кај машкиот род, кај средниот род пак нему, му. Кај унс, нам, ни. Кај ојш, вам, ви. Кај инен, ним, им. И кај инен формата започити истата форма како и кај личната заменка ија, односно вам, ви, само со голема почетна буква. Значи, после глаголите кои што ги напишавме погоре, како листа на глаголи со датив, ги употребуваме личните заменки во датив. Пример, das gefällt mir. Тоа ми се допаѓа мене. Ке значи на македонски. Тоа ми се допаѓа мене. Како ќе кажеме телефонот ти припаѓа тебе? Handy. Das Handy Das Handy. gehört Das Handy gehört. Du. тебе. Dir. 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 Мобилниот ти припаѓа тебе. Јас му се заблагодарувам нему. Ich. Danken. Ich danke Danke. Ihm. ihm. Ich danke ihm. Јас му се заблагодарувам нему. Компјутерот ти припаѓа на неа, нејзе. Die Computer. Der Computer. Der Computer. Gehört Gehört. ihr. 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 И ред други примери, а тоа ќе го видиме како најубаво во работната. Меѓутоа пред работната сакам да се вратам кај... Дали имаме пак шрајбен? Не. Да се вратам во учебникот. Ете најдов вежба за следниот понеделник. Тоа е Was ist Ihr Lieblingsviertel?
machen Sie Notizen und erzählen Sie dann im Kurs. Можете да напишете текст за вашето омилено мало, така што ќе ги опфатите овие прашања. Was gefällt Ihnen nicht an dem Viertel? Што не ви се допаѓа или што ви се допаѓа во малото? Was gibt es in dem Viertel? Was fällt? Значи, што има во малото, што недостасува, глаголот fehlen. Значи, недостасува. И was für Leute wohnen da? Какви луѓе живеат таму? Значи, следниот пат, кој сака, може да напише текст за неговото омилено мало, а да се сконцентрира на овие прашања кои што ги има во седмата вежба. Ќе го напишам ова, тука, за да тие што го читаат знаат, за дома вежба 7, на страна, јас ја немам страната, нормално, ушо мојот дупли учебник 19. Учебник или работник? Учебник. Текст за вашето омилено мало. И тоа вака, и со црвено за да паѓа во очи. Ајде, сега ќе одиме во работната тетрадка. Еве работната тетрадка. In Giesing wohnt das Leben. Првата вежба која што ќе ја направиме е wo bin ich. Notieren Sie. Каде сум? Обележете. Значи, реченицата е ich bin, а штом немаме движење, односно кога ги учевме оние глаголи кои што се користат со предлозите, кажавме дека глаголот sein тука единствено се користи во датив. Така, првото вели ich bin shoppen, а wo bin ich? Одговорот ќе биде ich bin in einem Geschäft oder in einem Laden, бидејќи именката Geschäft и именката Laden добиваат ист неопределен член, einem, затоа што едната е именка од машки, а другата од среден род. Б. Марија. Ich suche Bücher, aber ich kaufe sie nicht. Да? In eine Bibliothek. In einer Bibliothek. Затоа што библиотек е именка од женски род. Следното, Мирјана. Ich bin in einem Haus, ist sehr groß. Уште имате до С. Ich wohne hier nicht. Ich bin im Urlaub. Und sehe mir das Haus an. Епа објаснување за едно место. Под С. Ich wohne hier nicht. Ich bin im Urlaub und sehe mir das Haus an. Und sehe mir das Haus an. Wo bin ich? Каде сум? In eine само секунда.
In einem ich bin. In einem. Ich bin In einem Schloss. einem Schloss. Vesna? Ich gehe spazieren. Hier sind Bäume, aber ich bin nicht am Wald. Ich bin in einer Stadt. Wo bin ich? Од овие места кои што се дадени горе. Park, in ein Park. In einem Park. Добре, слагена. Ich bin in der Stadtmitte. Am Donnerstag gibt es hier immer Obst und Gemüse. Wo bin ich? Во овоши зеленчук во четврток. Градот. На пазар. Само што за разлика од auf einem Markt. За разлика од сите што има предлог in пред себе, Markt се користи со предлогот auf einem Markt. Следната F, Марија. Ich bin in einer Kirche und habe einen Blick auf die Stadt von oben. In Maskirot беше Turm. Да. In einem Turm. In einem Turm, ja. И G, Mirjana. Das Wetter ist schön und ich schwimme. Ich bin im Wasser, aber nicht im Meer. Ich bin in einem Fluss. In einem Fluss. Was passt, markiran Sie. Што одговара, обележат. Кој глагол во која форма. Првото е обележано. Wie gefällt dir der Stadtteil? Не е gefallen, затоа што личната заменка du е dir во датив. Следната реченица Весна. So besonders gefallen mir die Cafés. Што ќе биде точно? Gefallen. Зошто? Зашто е кафе во множина. Така е, кафес е во множина. Супер. Б. Слагена. Gehören die Schlüssel. Dorte. Nein, das sind meine, aber der Schlüssel auf dem Tisch gehören dorte. Што ќе биде точно? Во првото gehört или gehören? Gehören. Зошто? Припаѓа. На што се однесува во првата реченица? На die Schlüssel, на клучевите во множина. А втората реченица, aber der Schlüssel auf dem Tisch, gehört или gehören dörte? Клучот е на масата. И припаѓа Gehören. еднина, сега ќе биде gehört. Во првиот случај е die Schlüssel во множина, а во вториот е der Schlüssel во еднина. Затоа на првото ќе биде gehören, а на второто gehört. С. Мирјана. Du kannst
nicht lesen. Dann brauchst du eine neue Brille. Neue Brille. Neue Brille. Die hilft, мислам од hilft, еднина, Добре. helfen dir. Die hilft dir. Така е, таа ќе ти помогне тебе, зашто бриле во германскиот јазик има и еднинска и множинска форма. Следната, Марија. Clemens mochte Deutsch lernen und macht viel Übungen. Viele Übungen. Mhm. Die Übungen helfen ihm. Hilft. Die Übungen е во еднина или во множина? Јас изгледам што беше Übungen. Што значи Übungen? Вежби. Сега, Мислам оти умножина. ако биде во множина, тогаш ќе биде Hilfen. helfen, да. Die Übung во еднина, die Übungen во множина. Вежба и вежби. Ама збуниме два им, оти има Нема врска по именката, гледаме дали глаголот е во еднина или во множина. Нема врска, само знаеме дека после глаголите кои што ги напишавме, треба да дојде лична заменка во датив. А не зависи од нив дали глаголот ќе биде во еднина или во множина. Зависи од именката. Дали именката е во еднина или во множина. Тука имаме die Übungen во множина, затоа ќе биде точно helfen. И Весна? Schmeckt der Salat? Nein, aber die Kartoffeln schmecken mir sehr gut. Точно е. Зошто е првата шмект? Schmeckt затоа што салат е во еднина, а картофлен е во множина. Картофен се во множина. Точно. Затоа на едното е шмект, а на другото е шмекен. Ајде сега да ги дополниме gehören, gefallen, danken, helfen и schmecken во точната форма. Првата реченица е дадена. Welcher Stadtteil gefällt dir besonders gut? Ich mach das Lächel. Б. Слагана. Вие? Не. Ние ти се заблагодаруваме тебе за твојата помош. Треба да биде. Wir danken dir für deine Hilfe. Euch geholfen. Да? Geholfen е формата на глаголот helfen во перфект. С. Мирјана. Kann ich Ihnen gehören? Не. Ајде, чекај. Ајде, некои глаголи можат и да се повторуваат. Kann Ihnen helfen? Kann ich Ihnen helfen? Helfen? Nein, danke. Зошто е helfen? Сега тука да ви помогнам на вас. Сега ова Ihnen, точно затоа што е пред глаголот, тоа ќе го определи формата на глаголот, дали е во еднина или во множина. Меѓутоа, ако личната заменка доаѓа после глаголот, да, ако личната заменка доаѓа после глаголот, тогаш именката го определува родот, односно бројот на глаголот, дали ќе биде во еднина или во множина. Д. Мари. Kneipen und Restaurants
Schmecken. Не. Schmecken. Шмекен се користи исклучиво за храна. Gehören. Gefallen. Gefallen. Die vielen Kneipen und Restaurants gefallen mir sehr gut. Се зошто е gefallen, Марија? Затоа што множина. Што е во множина? Restaurants и kneipen. Ресторан. И кнајпен, да. Кнајпен. Весна. Helfen dir das Buch? Nein, das ist nicht mein Buch. Не. Дали му припаѓа куќата, книгата или не? Па нема да биде helfen, ако е припаѓа. Што ќе биде? Кој глагол gehören? Gehören. Ама секако ќе биде глаголот во еднина или во множина? Во еднина. Па ајде. Gehöre. Gehört. Höre. Gehör. Gehört dir das Buch? Gehört dir das Buch. Така е. Ти припаѓа ли книгата на тебе? И последното F слагена. Der Küche. Ja, sehr gut. Können wir das Rezept haben? Што ќе стои на празното место? Не. Кухен, шмекен. Само сега нема да биде шмекен, туку ќе биде шмект euch der Kuchen. А зошто е шмект? Во кое лице е сега шмект? Машки род, ама чек се. Лице. Ама, нели кухен умножина? Не, der Kuchen. Во еднина. Der Kuchen е во еднина. Него глаголот според што го определивме? Второ лице. Второ лице што? Еднина. Па нема ду. Во трето лице. Епа. Или второ лице множина. Второ лице множина. Заради euch. Schmeckt euch der Kuchen. А исто ќе беше и да почнеше реченицата. Der Kuchen schmeckt euch. Иста ќе беше формата во првиот случај заради во овој случај заради euch. Глаголот е во второ лице множина, а ако беше обратно поставена, ако започнеше со der Kuchen, тогаш ќе беше во трето лице еднина. Така се поклопуваат само како се вика, се поклопуваат формите на глаголот за второ лице множина и за трето лице еднина. Тука ќе привршиме, следниот пат ќе правиме уште вежби кои што се поврзани со овие лични заменки во датив. Да прашам нешто, другата недела кога ми ще свали? Понеделник и среда. Не ли среда и четврток? Ајде да видам. Ама јас мислам дека следната немам. Поминавме. Што поминавме? Па не знам тие што беа, што ги поместивме. Има уште едно, ама тоа е за 24-ти. Затоа мислам дека следната недела сме во... Понеделник и среда. Да, сега ќе го најдам. Евеко. Следната недела... Еве ги. Следната недела нема поместување. Значи, наместо во понеделник на 24.11, часот ќе се одржи во четврток 27.11. А следната недела деновите се 17 и 19. Значи, следната недела остануваме исто, ќе го напишам тоа и во групата.
дека следната недела часовите ќе се реализираат во понеделник и среда. Нема проблем. Имајте убава вечер, убав викенд, па се слушаме во понеделник. Пријатно. Чао. Чао.